Здраво друштво, имам нешто да ви кажам. На 21 и 22 декември, тоест утре и заутре, сабота и недела, ја даваме нова представа се до полноќ на независна аматерска театарска група Аматер со дечкиве од Охрид нормално, во НЦК Григор Прличев Охрид, значи за некој попознато као киноно, на мала сцена од 20 часот старт, бидете таму максимум до 15 до 20. Карти набавете си на Facebook, на бројите што се на ивентот во description и се гледаме да уживате, имаме многу добра тематика, трагикомедија. Дајме да видиме што има да каже другиот дел од екипава за представава. Здраво, другарчина, четврта епизода од серијалот Имам нешто да ти кажам. Денешна емисија не ја снимаме во Шила, значи денешна емисија ја снимаме во Дом на култура Григор Прличев. И денешните гости се фактички домакини во денешното шоу, се актерите од аматерската група од Охрид, аматерска актерска група од Охрид, што, како што кажа Јовче на почетокот, значи имаме представа на Јовче? 21-22 декември. Утре и заутре. Карти да си набавите што побрзо и ќе видите интересно. Значи денеска прв гостин во наша емисија ни е мега популарниот јутубер мислам еден од првите јутубери во Охрид, Трале. Сега не е активен некаква јутубер, не. На стендбај сум ставен. И денеска тој малце ќе ни кажи околу тематиката на представата што следи во утре и заутре. Точно, и добре дојдовте во моето ново видео. Овој пат нема да се представам со YouTube видео, овој пат ќе дебитирам на театарската сцена, кажам со оваа театарска представа, се до полноќ. Во оваа представа тематиката е иселувањето на младите од Охрид. Значи, како со оваа драма сакаме да насочиме мислење во публиката и сами да се запрашаме зошто младите си одат од Охрид. И општо од држава, пошто сакаме и да прошетаме со драмава. Да речеме ти зошто би си ошол од Охрид? И зошто не си оден уште? Не сум си оден уште ради тоа што уште на факултета, би си ошол ради тоа што нема доволно места кај што можеш да пласираш твој производ, да кажам, твој продукт, да се изразиш. Така нема доволно услови, нема доволно публика во Охрид пред се, значи. Мисли за представа или општо? Општо, значи било каков начин на изразување, културен. Ти глумиш некој лик што е иселеник во представата или? Да, јас сум иселеник од Охрид, сум завршил во представа на драмски и живеам во Лос Анџелес, односно во Холивуд. Трагајки по нова среќа, се надевам по струката. Твое мислење што фали нешто да речеме во Охрид, што би задржало младите, да речеме од културен план? Фали простор, фали кај што би можело да се младите да си ги кажат своите, да си ги покажат своите вештини, своите не знам, дела уметнички, културни, значи фали простор кај што би можело и младите културно да се развиваат до некаде, фали некој вид на МКЦ, кој што е скопското МКЦ, ни фали наше охридско МКЦ. Што мислиш ти за едно охридско МКЦ вака? Да, фалите едно МКЦ во градов и се надеваме дека за брзо ќе ни направи едно МКЦ, ако не сами ќе си направиме вака, искрено ви кажам. Пошто има доволно способни млади што би можеле да го направат. Они треба простор, ако не имаме архитекти што би можеле да го проектираат. Работени, да речеме, во старанава на физикалци, работници има доста во Охрид што мојме одново да Мојме, да. Уште нешто да немаш да кажеш? Да, сакам да ве поканам на сите сабота и недела, односно 21-22, да дојдете да ја гледате оваа представа, 21 е премиера. Купете си карти со време. Да, 20 часот е стартот на представата, 10 до 8 да сте сите пред кино, нема да касните. Колку пари е карта? За премиера е 200 денари, за реприза е 150, али мојти пеевче бакшиш вака е од вас. Може. Да платиме простори за топлување. Било ми. Сега одиме на гостин? Да. Ајде гостин. Тука сме со Мила, па и неа ќе запрашаме за околу представата, што мисли, значи дали прв пат глумиш во представа и што мислиш исто за иселување во како младите може да ги задржиме тука во Охрид, да речеме. Прво, мојот лик е единствениот што не е иселен од Охрид и е, да речеме, доста Патриот.
не се покажи таа страна, ама се гледат како е таа поуспешна за разлика дури од незините, да речеме, луѓе што ги познавала во Охрид, што се иселени сите и си бркет работи во странство и... Оти е прв пат да глумиш во представа или? Не, ова ми е трета представа, имам глумено со драмската секција од гимназија и имам мала улога со најновата представа од Охридскиот театар. Аха, значи, одиме се како професионални во... Па имам доста голема желба и ме исполнви глума. Ве поканувам сите на представата, е многу добра, се надевам ќе уживате. Карта е 200 на премиера, 250, ова 150 на реприза, ама вреди да се дури двата пати ако се. Како средношколец да не ставаш уште плюс нешто, кај да речеме некој, што знам, некоја твоја мисла да речеме. Како би можеле без да се замениме да го поправиме овој градов. Па да речеме да се формира едно наше МКЦ, како што имат во Скопје, секако да се покране некоја иницијатива за тоа, дека верувам дека веќе има некоја желба во младиве за постоење на такво нешто и треба само да се отпочне, да се турни администрација што треба да го турни. Да почне работа, така некојаш во држава нашата работа. Океј, мило ми беше. Штовани публикуме, се наоѓаме од гримјорната, позадина во киново, ајме да видиме делов од екипава на сцена што се работи, тоа не е баш убаво ќе прави режисер, ама не е битно. Сега ќе им влезиме без многу да откриваме. Ево, например, сега Томе и Милош, односно Огнен, работат на сцена, на дел од сценава. Дали имате нешто да кажете за нашата ценета публика? Да ги поканиме. Нормално дека имаме сабота, 8 сато, Дом на култура, премиера на новата представа. Така е. Само ова ќе си поминиме, така? Ево, Огнен вика тука ќе си поминиме. Мој сабота во недела исто. Да. Сега заврши се, кога ќе заврши дојди до публика да направиме уваве. Трале ви кажа што имаше да ви каже. Фала за Охридската гимназија и театаров Охрид. Ако сакате некој да си каже нешто, нека бујрум на седиштево назад. Томе, која представава заедно ќе работиме? Кај си ви јажо. Ова е адаптација на текст Белградска трилогија од Билјан Сабјановиќ. Иначе се дополнеки. А која е со ред ќе работиме? Јас и ти заедно. Двамате. Со ред? Со ред, мислам со ред. Па. Четврта, петта. Така нешто. Кажи сега, ако другие што се правеше муабетов, заш едноставно учествуваш во вакви работи, заш ги правиш, кога ти е целта, дали имат простор за да се прави тоа, условиве во кои што работиме. Сега. Зошто го правиме сите, нормално исто е за сите. Го правиме од љубов. Го правиме да го актуализираме театаров, да ги натераме луѓето да одат што почесто на театар. Театарот е многу убава работа, плюс за нас е еден издувен вентил да се опуштиме од секојдневниве работи и све тоа. И за публикава исто. А дали имат услови? Па, ко секогаш. Напред на терибл. Тематикава иселување на младиве од Охрид, односно од Македонија, најчесто од Охрид, затоа што од Охрид беше најголема иселеноста во последниве неколку години. Што е според тебе работа која што може да ги задржи младиве во Охрид? Сам си кажа, работа. Да се отворат фабрики, работи. Фабрики, погони. Да, погони, фабрики. Не бе работа да имат. Само да имат работа и со самото тоа све ќе си дојде. Ево да не испадни дека правам секта за МКЦ, за Младински културен центар, тоа ме не кажа дека со тоа можеме да ги задржиме. Не треба, ама сигурно не треба. Не, тоа ќе си дојде, кога ќе имат пара народов, све си се отварат, све си функционираат. А за да имат пара треба фабрики. Тоа е тоа. Јас мислам уште еднаш само да ве поканиме сабота и недела. Сабота и недела, значи тутре и заутре од 20 часот биде таму најкасно 15 до 20. Точно така, немојте балканскиот менталитет да ви надвладеат, идејте порано, 15-20 минути да не се туркате, да си почнеме на време. Телефоните згасени. Тој што немој сабота во 8, ќе дојде недела во 8. Тој што немој тогаш Ќе дојде третиот пат онаму ќе после дојде на крај јануари. друга некоја Здравје. реприза. И така тоа е.
Тоа е тоа. Се гледаме на премиера, поздрав.